Предлог буџетот на Република Македонија за оваа година во принцип е срочен да продолжи позитивниот тренд на економските движења во Република Македонија. А кога зборуваме за позитивен тренд и нашите очекувања, тоа значи дека бруто домашниот производ треба да расте и понатаму и за оваа година е предвиден 4%. Слични проекции, како оваа проекција, се предвидени и во документите кои што ги даде Светската банка, Меѓународниот монетарен фонд и останатите релевантни меѓународни институции кои што се движат помеѓу 3,8, 3,9 и 4%, што значи дека и тие во своите проекции, вградувајќи ги сите елементи на предпазливост, го вградуваат и елементот на, зашто ќе зборам малце понатаму, на непредвидливост на економските состојби воопшто на глобално ниво. И затоа, на глобално ниво, ние може да кажеме дека глобалниот економски раст збирно се очекува да биде некаде на 3,8%, што значи дека Република Македонија, барем во тој дел, го прати тој глобален раст, а тоа значи дека во однос на претходниот период, значи интензивирање на проектираниот раст и оној што го очекуваме до крајот на годината до 3,5, согласно сите проекции во сите меѓународни релевантни институции, глобалниот раст на светско ниво се движи околу 3,3%. Најзначајната економија во Европската Унија, Германија, во овој период растот го стационира на 2% на бруто домашниот производ. Ова не случајно го зборувам, затоа што во вакви случувања на глобален план, сите проекции кои што се прават на меѓународните институции имаат големо влијание и на Република Македонија. Заради тоа што сите потреси кои што се случувале во претходниот период и ќе се случуваат во наредниот период, пред се во финансиската сфера, сите можни негативни рефлексии ќе бидат и овдека навистина со можеби и со поголем интензитет проектирани и во нашиот економски раст. Како и да е, согледувајќи ги сите овие трендови кои што се случуваат на финансиската сфера во светот, предпазливо, рестриктивно, како и претходните буџети, и понатаму стоиме на стојалиштето дека силно треба да се поддржи, како и во кризата која што беше 2008-2009 година и која што се уште има рефлексија и во овој период, силно да се поддржи градежништвото во Република Македонија, силно да се поддржи вкупната потрошувачка, како индивидуална, лична потрошувачка, но и јавната потрошувачка, сепак со помал раст отколку што е предвидено за јавната потрошувачка, барем дупло. И во овој дел Република Македонија консистентно за целокупниот период од почеток на кризата па до сега релевантно ги применува овие проекции и се покажаа како успешен модел, за разлика од претходните модели кои што беа на силна врата укажувани дека треба да запре инвестицијскиот циклус, да се намали дефицитот, за да може да опстане економијата на било која земја во Европа. Тој дел се покажа како непрактичен, како продлабочување на економската криза во сите земји во Европската Унија и тоа се рефлектира врз нашата економија. Сакајќи сега да придонесам кон дебатата за конкретниот буџет за 2016 година, ќе укажам дека тој е рефлексија и на претходната година. И тој позитивен тренд
на раст на бруто домашниот производ. Треба и мора да се одржи барем на она ниво на која што е проектирано, доколку нема екстерни шокови, доколку нема политички и останати внатрешни случувања, кои што силно се рефлектираат врз инвестирањето на домашните стопанственици, но пред се и на странските инвестиции, кои што сепак во Република Македонија, во една девастирана економија, каде што немаме производни капацитети, се покажа дека може да се интервенира во покачување на бруто домашниот производ преку ваков тип на интервенции со зголемување на условите за странски директни инвестиции. Не знам дали ќе имам време во понатамошниот дел и за ова да се осврнам, како и да е. Рековме дека градежништвото дава силен импулс и тој е основниот двигател за тоа што во него се содржат 25 други гранки кои што придонесуваат земањето на средства, реализацијата на проектите во одделот на градежништвото силно влијае и на овие 25 останати гранки кои што се прехрануваат, се алиментираат, преживуваат, тие вбризгуваат зголемување на личната потрошувачка на граѓаните и со помош, не е тоа единствен инструмент, меѓутоа со помош на ваквите влијанија, секако дека Република Македонија успеа да ја остави потрошувачката на ниво кој ќе обезбеди ваков стабилен раст на бруто домашниот производ. И понатаму за оваа година се предвидува раст на градежништвото, на реална основа зборувам, не зборувам значи на номинална. Реалната основа е 5,6%, што е за овие услови, за балкански услови, силен импулс и понатаму да продолжи придонесот, особено во делот на градежништвото. Тир зоните и понатаму ќе се алиментираат како преку буџетот да даваат импулси, но и останатите инструменти кои што ги има во владата за да може да се привлечат странски директни инвестиции. Многу беше дебатирано околу ова за тир зоните. И зошто во Република Македонија странските директни инвестиции беа во еден период како предност за импулс во стопанството. Моето мислење, што не мора да биде одраз и на вашите размислувања, е дека ние во ниту еден случај не ќе можевме со таква технологија со која располагаат странците или странските фирми да го развиеме нашето стопанство или да придонесеме од темел, од основа да се развива. Беше потребно во овој определен временски период тие странски директни инвестиции да дојдат со своја опрема, ноу-хау технологија, за да можат да вработат луѓе кои што беа во голем дел невработени. Таквиот импулс придонесе за да можат да растат од година во година странските директни инвестиции на ниво на кое што се денес. И тие даваат позитивни ефекти. Ако пред 2 години извозот од тир зоните беше над 500 милиони евра, минатата година учеството на извозот на тие тир зони беше 750 милиони евра. За сега, заклучно со овој момент, да надмине милиарда и сега е во овој момент, во 9-тиот месец, учеството на извозот од тие тир зони 1 милиарда и 200 милиона евра. Што ќе се сложите дека таквиот импулс придонесува и кон вториот ефект што сакаме да го придонесеме, што е многу битен за Република Македонија, е зголемување на вработувањето и намалувањето на невработеноста. Тоа пак од своја страна ќе придонесе да се постигне крајниот ефект во Република Македонија на долг рок да останат луѓето во Република Македонија, да отворат своји бизниси, да се едуцираат според ноу-хау технологијата која што се применува во овој момент во свет, а ние не бевме во прилика да инвестираме толкави средства во основни средства. Затоа, секогаш даваме импулс
преку вложувањата, кои што се 90 милиони евра, ги гледаме во буџетот, да создадеме услови, за да може тие да дојдат и за да може да ги привлечеме. Не е случајно сите земји неразвиени, посебно за Балканот зборувам, едноставно се борат за секоја странска инвестиција да дојде во нивната земја. Ефектите се мултиплицирани, на долг рок се создава квалификувана работна сила, на долг рок можеме да зборуваме дека се зголемува додадената вредност и на долг рок можеме да зборуваме за ефекти кои што ќе бидат во извозот на едно ниво кое што значи одржлив развој. И ако ги погледнеме показателите сега, кои што се најнови, од Државниот завод за статистика, зборувам за експлицитни податоци кои што се и објавени, може некои од колегите веќе ги знаат, дека во периодот заклучно со 31.8. Македонија денеска извезла стоки во вредност од околу 3 милиарди, 2 милиарди 940 милиони долари, односно тоа беше кажано во весниците околу 160 милиарди денари. Воедно, како расте извозот, се намалува увозот. Меѓутоа и тој расте со определена динамика. Увозот е на ниво од 4 милиарди долари или пак 228 милиарди денари. Имаме покриеност на извозот со увозот 70%, што представува со години помакнување се поголемо и се поголемо покривање на извозот. И изборуваше вчера министерот, кој што во рок од 20 години од 45-50% денеска е 70% покриеност. Определени земји имаме суфицит, во определени земји имаме дефицит, меѓутоа состојбата е како што е. Трговскиот дефицит е 1,2 милиарди долари и тоа е таа 70% покриеност, а 30% на непокриеност на извозот со увозот. Зборуваме за структура на увозот, структура на извозот. И денеска може да констатираме дека таа е во многу нешта подобрено, благодарејќи на редовните алиментирања и на малите и средните предпријатија. Неточен е аргументот дека ние во претходниот период не сме одделувале средства кои што значат подобрување на условите за работа на малите и средните предпријатија. Тоа значи дека во овој период ние во 3 транши од по 100 милиона евра вбризгавме со многу ефтини каматни стопи во малите и средните предпријатија, за да можат, особено потенцирам во тешки услови на стопанисување, каде што банкарските кредити беа повисоки и не можеше дури и на пазарот да се земат кредити со ниски каматни стопи, тие беа единствениот импулс на малите и средните предпријатија да опстанат. И тука не разговараме ние дека не сме можеле повеќе да направиме, но во вакви услови, каде што рецесијата си го зема својот данок и во Република Македонија, и од вкупно ниво на 5-6 милиони невработени што останаа, во огромни индустријски капацитети, во аероиндустријата, во кај сакате земете, на светско ниво. Македонија, според последните показатели на дистанца на време, го плати тој данок на рецесија со близу 17.000 отпуштени работници, 16.800, изголемување на бројот на невработените за 8.552 лица. Тоа се статистиките точни, прецизни, и тоа значеше 2,6% зголемување на невработеноста во Република Македонија, покрај сите мерки, антикризни и така натака. Но, тој тренд го следеа сите балкански земји, сите во регионот, например, најголема невработеност од ваквиот тип е во Србија, 10%. Бугарија, 9%, членка на Европската Унија. Сите останати земји има многу поголеми шокови од Република Македонија, иако и кај нас тоа се одрази во многу тешки околности да излеземе од кризата
И конечно 2010 година да ја напуштиме таа рецесија, тој процес на девастација кој што траеше и се уште трае во некои сегменти, и да почнеме да ги вработуваме луѓето. Многу рестриктивни мерки се направија, не зголемување на плати. Луѓето го платија тоа во тој кризен период, бидејќи владата донесе одлука да не се покачуваат платите. И многу други мерки кои што ги имаше безброј, десетици мерки за да можеме да излеземе што подобри од оваа криза, односно таа да не се рефлектира толку врз стандардот на луѓето. Затоа и кажувам, многу работи се случија за да можеме да зборуваме денеска за раст на бруто домашниот производ од 4%. Многу работи во структурата и во стратегиите за развој се стационираа на позиции кои што укажуваат дека таа е правилна политика. Ние имаме рамен данок од 10%. Се покажа дека е тоа добро за малите, средните предпријатија и останатите. Да не заборавиме интервенциите што се направија за овој раст да биде денеска таков каков што е. Се намалија придонесите, даноците и придонесите од 41,4% на 27%. Тоа значеше во тој момент 6% поени помалку плаќање на придонеси кои што значеа поголемо вработување или вработувањата кои што беа во стопанството се зголемија. А и да не се зголемија во некои определени предпријатија не се отпуштија. Изборуваме сега дека и понатаму тој тренд треба да се следи за тоа што имаме структура на извозот и увозот кој што ветува дека во наредниот период ќе биде овој тренд се поголем и поголем. Вие знаете дека во структурата на увозот ние имаме увоз на платина, увоз на легури, увоз на нафтени масла, увоз на електрична енергија и тие податоци се такви што ние гледајќи ги немаме во Република Македонија производство на тоа и мораме да ги увеземе. И затоа расте увозот. Ако ние произведуваме за извоз, овие компоненти мора да ги набавиме. Ете зошто расте увозот на овие метални производи. И тоа помага да се влие на зголемување на структурата на извозот со поголема додадена вредност. Затоа што извозот, знаеме, пред се од странските директни инвестиции, дека се тоа на Джонсон Мет и катализатори, дека се носачи на благородни метали, дека се фероникелот, кој што е една од значените легури, дека се проводници на возила, дека тие се употребуваат за авионската индустрија, за бродовите, за производство на железо. И не само тоа, челик, валани производи и така натаму од железарницата. Таму има и додадена вредност. И се понатаму и понатаму треба да се стремиме да ја зголемуваме. И не само кога зборуваме за извозот, овие производи има додадена вредност. Имаме зголемување на извозот на земјоделски производи. Минатата година имаме 610 милиони евра извоз на земјоделски производи. Ние имаме огромно подобрување во рамките на винарската индустрија. Иако се уште зборуваме за извоз пред се на наливно вино, не зборуваме за флаширано вино, бидејќи го продаваме виното по многу поевтина цена и на странските пазари некои ставаат етикети на наше вино и го продаваат поскапо. Меѓутоа, значаен елемент е дека во минатата година имаме извоз на вино кое што вредело 50 милиони евра. Само една ставка. И затоа зборуваме ние за еден сеопфатен процес на подобрување на економските услови. И вака скокам од тема на тема заради тоа што нема многу време за сите теми да се зборува. Јас очекувам дека сите овие показатели кои што ги имаме и во на приходната,
и на расходната страна ќе бидат остварливи, реални, како и сите претходни години, бидејќи нема ниту еден демант дека приходната страна која се реализира во огромен процент, 80-90%, ние реализираме приходна страна. Ги собираме даноците пред СДДВ-то. Меѓутоа и расходната страна е на завидно ниво пред се со проектите кои што се реализираат во сите области, од инфраструктура, па се до процесот на образование, па се до земјоделието, кое што некој од колегите сигурно дека ќе го разгледува малце на поинаков степен. Меѓутоа, растот на приходната и расходната страна треба да овдека да утврдиме дека е реален, дека ќе растат сите сектори, дека тоа е предвидливо, што е база предходната година и предходната година и предходната година, дека ќе расте вработувањето и тоа е тренд и сите показатели преку графикони ги гледаме, и дека Република Македонија со сите можни проекти кои што ги вложува во сите, буквално во сите министерства, сие илјадници проекти реализирани, даваат за право да укажеме дека ова што се случува денеска е една политика стандардна на ниски даноци, не покачување на даноците пред се на ДДВ-то, најниско во Европа, меѓу најниските 18%. Колешке, ве молам да привршите со говорот. И затоа велам да за буџетот, тој е реален и на приходна и на расходна страна. Велам да, заради тоа што проектите се реализираат, велам да заради тоа што инфраструктурата во Република Македонија бележи енормен раст од 800 милиарди. И тоа не е за подценување за една мала земја како Република Македонија. А јас сум спремна за секој од овие сектори поединечно да разговараме, да дебатираме, доколку имате било какви задршки на ова поле пред се во сите можни проектирања и проекции на овој дел на развој на Република Македонија. Иако Република Македонија е пред се социјална држава и секогаш во буџетите има голема и висока компонента на социјален карактер. Ви благодарам. Благодарам и јас.